Наглото зголемување на температурите во овој период доведе до забрзување на физиолошките процеси на градинарските култури. Овие процеси изминатиот период беа забавени поради релативно ниските температури кои го спречуваа развојот на растенијата. Со покачувањето на температурите, како што спомнав, доаѓа до нагло зголемување на сите физиолошки процеси кај растението и имаме едно ненормално зголемување. Значи имаме разлика од температура некаде околу 20 степени, можеби и над 20 степени, бидејќи последните денови имавме температури 30 над 30 степени и до 35. Додека ако се земат во предвид кои се оптимални услови за развој на тие култури. Значи тука се некаде околу 25 степени, 28 степени. А тоа нагло зголемување плюс воздушен простор. Значи ако надворешна температура е некаде околу 30, над 30, во заштитниот простор може да биде уште поголема. Значи доведува до забрзано појава, односно до забрзани физиолошки процеси. Пред се тука се однесува, значи имаме забрзани процеси на фотосинтеза, односно полно влијае врз појавата на фотосинтеза, имаме сонце. Земјоделските производители треба да бидат внимателни, затоа што со покачувањето на температурите се зголемува и појавата на патогени, паразити и штетници. Тоа особено се однесува за површините засејани со домат и пиперка, кои веќе се наоѓаат во процес на зреење. Генерално кај другите, кај сите зеленчукови култури, може да се јават и некои болести кои бараат, односно патогени, микроорганизми, кои бараат за нивен развој поголема температура и влажност во почвата. Значи пред се тука би спомнал пламеницата кај перката што се јава, но може да се јави исто и кај доматите. Потоа тука е вертицелиозното венење или вертицелиумот кој исто така може да се јави кај повеќе култури, значи тоа се патогени кои напајаат голем број на култури. Значи тоа поусловува за појава на тие болести. Исто така, вака високата температура условува за појава па и на веќе може да очекуваме појава и на штетните инсекти кои вообичаено, реков, можат да при таквите зголемени температури може да се појават и да имат до зголемување на нивната бројност. Земјоделските стручњаци се совет до производителите да поставуваат ловни мамци со кои ќе се прати појавата на штетниците. Тоа треба да доведе до намалување на бројноста на првите генерации на штетните инсекти, кои доколку не се уништат навремено, може да предизвикаат огромни штети во летното производство на зеленчукот.